I want to tell you that I'm very happy to see you back again in the church in this morning. Сакам да ви кажам дека сум многу среќен што повторно ве гледам ова утро во црквата. I hope that you had a good night rest. Се надевам дека добро се одморивте вечера, And, ноќиска. I want to greet all of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. И сакам да ве поздравам сите во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. I see there in the back brother Yanni. I didn't have the possibility to salute him. Го гледам позади Јани, немав прилика да го поздравам, па е But сега. I'm very happy to see him also. И исто сум среќен, многу среќен што го гледам и него And повторно. each one of you. И секој од вас секако. May the Lord bless us in this Sabbath day. Нека Господ сите не благослови во овој свет саботен ден. I understand that you like me to share a little bit about the experience that I had in Romania. Значи, еве, слушнав, разбрав дека сакате да споделам со вас едно искуство што го има во Романија. And these experiences that I'm sharing with you, they are not happening in my life because I'm special. А овие искуства не се случуваат во мојот живот заради тоа што јас сум некој посебен, It is only because God is good туку само заради тоа што Господ е добар and He is willing to do everything for the salvation of the people. и е волен да направи се што е потребно за спасение на луѓето. In this summertime, I was invited to a camp meeting in Slovakia. Ова лето бев повикан на еден камп митинг во Словачка. I was invited there by a brother, by a pastor from Slovakia. Бев повикан таму од еден пастор, еден брат наш од Словачка. And I was one of the speakers at that camp meeting. И јас бев еден од говорниците на тој камп митинг. God worked there in a marvelous way. Таму Господ, значи, работеше на еден извореден начин. And I want to tell you that the few brethren that are there in Slovakia, И можам да ви кажам дека неколку од браќата кои што се таму од Словачка, they have decided that very quickly to start a missionary school in Slovakia for the young people. донесоа одлука да многу набргу започнат мисионска школа таму за младите во Словачка. As I was traveling back home in Romania, Додека бев на пат назад кон Романија, I received a phone from a man, a phone call, yes. Значи примив телефонски повик од еден човек And he presented to me and he said, I am a Baptist pastor. и ми се представи и ми кажа дека станува збор за баптистички пастор. And he said, I have listened some of your sermons in Romanian language on internet. И ми рече дека сум слушал дел од твоите проповеди на романски преку интернет. And I'm very happy that I have this possibility to speak with you. И многу сум среќен што имам ова можност да се слушнам со And тебе. he said, we have a request for you. И имаме едно барање до тебе. We are a group of almost 15 pastors, Pentecostals and Baptist pastors, and we want to meet with you to study together. Ние сме една група на 15 пастори, баптистички и пентекостални, кои што сакаме да се сретнеме со тебе и заедно да проучуваме. And he said, please, is there any possibility that we can come and meet with you and study the Advent message? И ме замоли, ако има некаква можност, вели да се сретнеме со тебе и да заедно проучуваме за адвентната вест. And immediately I have looked in my calendar in my mind. И веднаш во својот го погледнав календарот. And I said, look, are these dates free for you? И го запрашав дали сте слободни на тој и тој датум. And they say, yes, they are free. А тие рекоа дека се слободни. And I decided to go in one of the towns in Romania called Bacău. И тогаш решив да отидам во еден град во Романија, наречен Бакău. And we meet there in a Baptist church. И таму се сретнавме во баптистичката The црква. pastor said we will not have services in the church, Пасторот рече дека нема да имаме вообичаени but служби во црква. whosoever is willing to study together with you, let them come. Меѓутоа, било кој, сите оние кои што се заинтересирани да проучуваат заедно со пасторите, можат да дојдат. And I want to tell you that from Friday evening,
И би сакал да споделам со вас дека од петокот вечерта till Sunday evening, се до неделата вечерта, all this time was a Bible study. целото ова време го поминавме во проучување And на you can Библијата. imagine this pastor staying with the notebooks, taking notes, what we were studying. И може да си замислите сите овие пастори со бележници во рацете, Many прибележуваат. questions about the gospel message. Многу прашања беа поставени во врска со Many евангелието, questions regarding the sanctuary message, во врска со веста за светилиштето, Bible prophecy. библиските пророштва. And you could see how the Holy Spirit was working in the heart of these people. И можеше да се види како Светиот Дух работи во срцата кај овие луѓе. And they said, we don't want even to eat. Рекоа дури дека не сакаат ни да јадат. I was telling them, let's have a break. No break, no break. Let's Реков, let's ајде. study. Ајде да направиме пауза. Не, нема потреба од пауза, да проучуваме. People are hungry. Луѓето се гладни. And at the end of these meetings, И при крајот на овие средби I give them some books that they may continue to study the Advent message. им дадов на неколку книги за да продолжат со проучување на Right адвентната now, they пора. are inviting me to come in their churches to preach the same message. И еве сега ме повикуваат да дојдам во нивните цркви и да ја проповедам истата таа порака. And these pastors are decided to come out with the whole church to the Advent message. Овие пастори имаат одлучено да излезат заедно со своето верништво и да дојдат кај адвентистите. There are many experiences like this. Има многу вакви искуства And I want to encourage all of you, и би сакал сите вас да ве охрабрам. just like we have studied last night, Како што проучувавме минатата we вечер, have a work to do. имаме работа која што треба And да the се world заврши. is ready for this type of work. А светот е подготвен за тој тип на работа. So in this morning, we want to continue again our Bible study. Значи ова утро ќе продолжиме со нашето проучување. All right? Yeah. We want to continue with the lessons from the healing of waters. Ќе продолжиме со лекциите кои што беа поврзани со исцелувањето на водата. We are going to go a little bit deeper in the study. Сега ќе навлеземе уште подлабоко во ова проучување. Let me ask you, how many of you did understand something from the message last night? Да ве запрашам колку мене од вас разбраа нешто од пораката од минатата вечер. I see Brother Yanni raising his hand. He was listening on internet. And Гледам дека и Јани ја подигна раката и тој гледал. I don't know if this person is going to hear me right now. This person that I'm going to mention is hearing Значи me не right now. знам дали ова личност која што сега ќе ја спомнам But ќе ме слуша. I want to greet my sister in Christ, Mimica, Меѓутоа сакам да ја поздравам од ова место мојата сестра and во I want Христа, to tell her Мимица, that we are praying for her, и сакам да ја кажам дека ние сите се молиме за неа and we want that this message in this morning to touch also her heart, и би сакал оваа порака ова утро да го допре незиното срце. because we are a family together. Бидејќи сите ние сме една фамилија. May the Lord bless our families, Нека Господ ги благослови нашите семејства, bless our children, нашите деца, bless our parents. нашите родители. Some of them that are sick in pain, in suffering, Некои од нив се болни и страдаат. but the Lord is willing to bless them. Меѓутоа Господ сака да ги благослови. So as we are going to go deeper into the Word of God, И додека навлегуваме подлабоко сега во Божјето слово, please have the weapon with you. ќе ве замолам да го носите оружјето со вас. I was once in the airport, Еднаш се најдов на аеродром. and they say that there is a problem with my bag, With your baggage. with my bag. И ми рекоа дека има проблем со мојата торба And then they start checking my bag in a special way. и почнаа онака на посебен начин да ја испитуваат што има во торбата. And prior that they may open my bag, they ask me, what do you have inside? Пред да ја отвора торбата ме запрашаа што имам внатре. And I said to them, I have some weapons. И им реков, носам нешто оружје. And the policeman looked at me and said, what weapons? И полицајецот ме погледна и ми рече, каков вид на And then оружје? he opened the bag. Ја отвори торбата после тоа And then I took up the Bible.
и ја извлеков I Библијата. said, this is an atomic bomb. И му реков, ова е една атомска бомба. And he started laughing. И почна да се смее. But this is the truth. Меѓутоа тоа е вистината. God's word has power. Божјето слово има сила. And we want to consider this book that we have in our hands И оваа книга што ја имаме во своите раце, as being the word of God. треба да ја сметаме како Божје слово. Now, if you remember last night, Ако се сеќавате од минатата вечер, we read from the Bible about one situation when the prophet Elijah прочитавме во Библијата една ситуација во која што пророкот Елисеј was called by the people to heal the waters around Jericho. беше повикан од луѓето да ги исцели и да ги оздрави водите околу Ерихон. We saw that was a problem in that land. Видовме дека постоеше проблем во таа земја таму. The place where this city was situated, Jericho, was a good land. Локацијата на која што се наоѓаше овој град Ерихон беше добра земја. But because of the waters that they were poisoned, Меѓутоа заради водите кои што беа затруени, the Bible is saying that death was coming through those waters. Библијата ни кажува дека смрт течеше низ тие води Nothing was growing. и ништо не растеше. Was a cursed ground. Едноставно земјата беше проколната. But we saw that in the past, the same region was a very fertile land. Меѓутоа видовме дека во минатото истиот тој регион, тој предел беше навистина една плодна почва. But because of the disobedience of the people, sin, Но заради непослушноста на луѓето, заради гревот, that place was under the curse of God. тоа место беше проколнато од страната на Господ. But we said that in the end, God healed those waters. Меѓутоа рековме дека на крајот Господ ги исцелил овие води. And in that situation, И во- Prophet Elijah, Во таа ситуација he said, пророкот I Елисеј need a new vessel. вели, мене ми е потребен нов сад. Then in that new vessel, he put salt inside. Потоа во тој нов сад ставил сол. And then he went at the spring of the waters, Потоа отишол кај самиот извор на and водата he said, from this moment, и вели, од овој момент these waters are going to be healed. овие води ќе бидат исцелени. And the promise of God was fulfilled. И беше исполнето Божјото ветување. Now, we read from the spirit of prophecy, Прочитавме минатата вечер од Духот на пророштвото, from the book Prophets and Kings, page 231, од книгата Пророци и цареви, од 231 страна, where the prophet of God is saying, many are the spiritual lessons каде Божјиот пророк вели дека овде има многу духовни пораки, лекции, to be gathered from the story of the healing of the waters. кои што можат, значи, да се превземат од оваа ситуација на исцелување на водите. The new cruise or the new vessel, Новиот сад, the salt and the spring, солта и изворот all are highly symbolic. се високо символички. Now, we said that the waters in the Bible are representing people, nations, languages. Рековме дека водите во Библијата ги представуваат луѓето, нациите и јазиците. And in that Bible passage, twice is being mentioned that the waters, they have been healed by the prophet Elisha. И во тој библиски пасус дури два пати се спомнува дека водите беа исцелени од страната на Елисеј. So if the waters have been healed, that means that the waters were sick. И рековме дека што водите биле исцелени, тоа значи дека претходно биле болни. This is the opposite of healing. Тоа е нели спротивниот збор од исцеленост. The Bible is saying that the waters were bringing death. Библијата нели ни вели дека тие води носеа смрт. And we say this is the condition of the world today. И рековме дека тоа е состојбата во која што се наоѓа денес светот. Because of the disobedience, Заради непослушноста, because of sin, заради гревот, people are suffering. луѓето страдаат. There is a lot of disease, Има многу болести, even death.
и смрт. And God is willing to help the people. А Господ сака да им помогне на луѓето. God is willing to heal the people. Господ сака да ги But исцели. for this work to be done, He needs a new vessel. Но за да го стори тоа, нема му се потребни нови садови. Who is represented by this new vessel? Do you remember last Се night? сеќавате од вчера кои беа представени преку овие нови садови? Who has to be a vessel for the Lord? Кој треба да биде Господов сад? Each one of us. Секој од нас. But not any kind of vessel. Но не било каков вид на сад. We said that God needs a new vessel. Туку рековме дека на Господу му е потребен нов сад. These are the people who have this newborn experience. А тоа се луѓето кои што го доживеале тоа искуство на наново раѓање. But in this vessel we need to have salt. Меѓутоа во тој сад треба да ставиме сол. And we saw that in the Bible salt is representing something. И видовме дека и солта нешто представува во Библијата. I'm just going to mention the verses. We are not going to read them. Ќе спомнам само неколку стихови кои што нема да ги читам. In Mark chapter 9 verse 50. Марко 9:50. The Bible is saying that salt is the symbol of peace. Библијата ни вели дека солта е символ на мирот. In Ezekiel chapter 6 verse 4. Во Езекиел 6:4. The Bible is pointing as salt being used as a natural remedy. Библијата спомнува дека солта се користи како природен лек. The work of healing. Тоа е тоа дело на исцелување. And in Colossians chapter 4 verse 6. А во Колосјаните 4:6 The Bible is pointing as salt as being a symbol of the grace of God. Библијата вели дека солта е символ на Божјата благодат. So God is trying to use me and you, all of us, Значи Господ се обидува да не искористи нас, сите нас, His church, својата црква, that we may bring peace to the за да people, можеме на луѓето да им однесеме мир, encouragement to the people, да ги охрабриме, because the people are discouraged. затоа што луѓето се обесхрабрени. The people, they have problems. Луѓето имаат проблеми. The people, they have mental problems. They are depressed. Луѓето имаат ментални проблеми, се And наоѓаат во депресија. God needs every one of us to bring encouragement and hope to the people. А на Господа му сме потребни сите ние за да им однесеме охрабрување и надеж на луѓето. In the same time, we need to participate in this work of healing. Во исто време ние треба да земеме удел во ова дело на We исцелување. say this is the medical missionary work. Велиме дека ова е така наречено здравствено мисионско дело. This is the work that is going, this is the gospel that is put in practice. Ова е евангелието, ова е практичното евангелие. And after we are going to do this work, И откако ќе ја завршиме оваа we will работа, see that the hearts of the people, they are going to be open to receive the gospel of the grace of Christ. ќе видиме како на луѓето ќе им бидат отворени срцата за да го примат евангелието. This is our work. Тоа е наше дело, тоа е наша This is работа. our work as a church. Тоа е наша работа како црква. This is a work that every newborn Christian is going to participate. Ова е работа во која што ќе земе удел секој наново роден христијанин. And we said if we are not participating in this type of work, that means that there is a problem with our hearts. И рековме дека ако ние немаме удел, не земаме удел во тој вид на работа, тогаш има проблем со нашето срце. We say that this vessel with salt has been put here at the spring of the waters. Рековме дека нели оваа сол била истурена од садот при самиот извор на водите. And last night we said that at the spring of the water there is noise, there is this effervescence that is happening here at the spring of the И water. минатата вечер исто така спомнавме дека при самиот извор се слуша тој шум од водите. Waters are representing people. Водите ги представуваат луѓето, нели? And what places we have even in this country, И на кои места, дури и овде во оваа земја, when we have a big gathering of people имаме големи собирања на and you луѓе. can hear the noise of the И people. можете да ја слушнете таа бучава која што This доаѓа is од a луѓето. symbol of the big cities. Тоа е символ на големите градови. Last night as I was staying in my room here, Минатата вечер, додека бев во својата it соба, seems that
It's just like in Romania. I think it's all over the place. Истото е како и во Романија, ми се чини дека и насекаде е така. Friday evening Петок навечер and Sabbath evening, и сабота навечер, Saturday evening, people are not sleeping. луѓето како да не спијат. Sunday is a little bit different because people are preparing to go to work. Да, од недела навечер е малку поинакво, затоа што нели луѓето се But подготвуваат за на работа. Friday evening and Saturday evening, there is a lot of noise. People are staying on the streets. Меѓутоа петок навечер и сабота навечер има многу бука по улиците. And God is saying to us that we need to go and work in these big cities. И Бог ни вели дека ние треба да одиме и да работиме во овие големи градови. Even here in Skopje, this work has to be done. Дури овде во Скопје треба да се заврши оваа Look работа. what the prophet is saying. Погледнете што вели овде пророкот. The world needs evidence of sincere Christianity. На светот му се потребни докази на искрено христијанство. The poison of sin is at the heart, is at work at the heart of the society. Значи, отровот на греот работи во срцата на луѓето, на општеството. Cities and towns are steeped in sin and moral corruption. Sin. Cities, here. Cities and towns Градовите стонат во грев и морална декаденција. The Bible, the Ellen White, she's saying the world is full of sickness, suffering, and iniquity. Светот е полн со болести, со страдања, со беззаконие. My friends, what I am trying to say, Она што се обидувам да ви кажам people are dying. е дека луѓето умираат. And these souls, they will be called from our hands in one day. И еден ден овие души ќе се бараат можеби од нашите раце. Because God has entrusted us as a church a message that can heal the waters. Затоа што Господ на нас како на црква ни доверил порака, вест која што може да ги исцели водите. Now, listen what Ellen White she's saying again. Погледнете еве уште еднаш што вели Елен Вајт. The principles of health reform are found in the Word of God. Принципите на здравствената реформа се наоѓаат во Божјото слово. The gospel of health is to be firmly linked with the ministry of the Word. Значи здравственото евангелие треба цврсто да биде поврзано со проповедањето и на слово. So the health message Значи здравствената порака cannot be separated from the preaching of the gospel of Christ. не може да биде раздвоена од проповедањето на Христовото They евангелие. have to go together. Мора да одат заедно. And I asked you last night, И ве запрашав минатата when вечер, Christ was preaching the message to the people, the gospel, кога Исус им го проповедал евангелието на луѓето. what doctor he was inviting first to speak about the health message to the people? Каков доктор најпрво повикувал за да им се проповеда здравствената вест на луѓето? No doctor. Никаков доктор. Because the doctor was in the same time the preacher. Затоа што во исто време докторот беше и проповедник. Because when the people, they have the heart open, Затоа што кога луѓето ќе ги отворат своите срца because of the help that you have given to them, заради исцелувањето, then they are going to be open also for the gospel message. тогаш ќе им се отворат срцата и за примање на евангелието. Do you know that even here in Macedonia, Дали знаете дека дури и овде во Македонија people need more about the health message than the gospel message? на луѓето им е потребна повеќе здравствената реформа и порака отколку евангелието. I have showed you last night that the people in Macedonia are dying, especially from the heart disease, cancer, diabetes. Минатата вечер видовме, ви покажав дека луѓето овде и во Македонија највеќе умираат од кардиоваскуларни болести, од дијабетис, канцер. People are dying, my friends. Луѓето умираат. And God is willing to use you and me to help the people. И Господ сака да не искористи сите нас за да им помогнеме на луѓето. We are told that we are coming to a time when every member of the church should take hold of the medical missionary. Кажано ни е дека време е
доаѓа време, значи кога секој член на црквата треба да земе удел во здравственото How мисионерско many дело. members of the church? Колку мина? Every member of the church. Секој член. But we said last night we are 20 million Seventh-day Adventists. Минатата вечер спомнавме дека не има 20 милиони адвентисти во светот. Where should we prepare ourselves to become medical missionaries, like helping the people? И Where? каде е тоа, каде што треба да се подготвиме за да станеме здравствени мисионери? And God is saying, Господ вели, at home, дома, especially in the church. посебно во црквата. Do you know that every church should become a school Дали знаете дека секоја црква треба да стане еден вид школа, where we need to be prepared theoretically and practically to help the people? каде што и теоретски и практично треба да бидеме подготвени како да им помогнеме на луѓето. And God has given to us even the manuals to study. Господ дури ни дал и упатства за да ги проучуваме. I asked you last night about this book, Ministry of Healing. Ве запрашав минатата вечер дали ја имате прочитано And you- книгата Здраве и среќа. And you said that you have this book in your country. Рековте дека ја имате Praise the Lord. и фаламо на Господа за You тоа. have to give this book to the people Мора оваа книга да им ја делите на луѓето. because we are being told Затоа што ни е кажано that in the book Ministry of Healing, дека во оваа книга Здраве и среќа, the great physician, великиот лекар, who is Jesus Christ, кој што е всушност Исус has Христос, given to us all the counsels on health. ни ги има споделено и дадено сите здравствени совети. But I don't know how many of us we have time to work and read these books. Не знам само колку мина од нас имаме време да ги читаме овие книги. I want to speak to you a little bit about these young people, young man that is here. Би сакал да ви спомнам малку повеќе за овој млад човек во средината. Do you remember that the waters at the beginning, they were poisoned? Се сеќаваме нели дека на почетокот водите беа затруени Those waters, they were bringing death. и тие води носеа смрт. But God is able to transform the curse into a blessing. Меѓутоа Господ може проклетството да го претвори во благослов. And after the waters were healed, И откако водите биле исцелени, instead of bringing sickness and death, наместо да носат болест и смрт, they were bringing life. носеа живот. I met this young man years ago. Пред неколку години се сретнав со овој млад човек. He was a rugby player. Тој беше рагбист. He was preparing himself to become one of the members of the national team of rugby of Italy. Значи се подготвуваше да стане еден од рагбистите во репрезентацијата на Италија. Here is his mother. Овде е неговата мајка. And I met them once Еднаш се сретнав со нив in Italy. во Италија. And I was having a program in Italy. Имав таму некој програм And let me tell you, after one Sabbath together with this family, и би сакал да ви кажам дека само една сабота откако поминав со ова this семејство, young man started to study the Bible. овој млад човек започна да ја проучува Библијата. Then he came to the conclusion that he is not able to continue anymore with rugby playing. Потоа дојде до заклучок дека не би можел да продолжи со рагбито, со играњето на Then he рагби. decided to come to the medical missionary school in Romania. И потоа одлучи да дојде во здравствениот центар во Романија. He finished the school, Го заврши школувањето then таму, get married. се ожени потоа And right now he is one of the powerful missionaries, preachers in Italy right now. и тој е сега еден од мокните мисионери и проповедници во Италија. Because of his ministry, Поради неговата he has служба been invited to a television station in Italy беше повикан во една телевизиска станица во Италија to speak about what the Bible is saying about the health message. да сподели во врска со тоа што кажува Библијата за здравствената вест. They have an association Имате една асоциација and they have been invited to speak to the people about what the Bible is saying about the health message. и беа повикани како група да зборуваат за тоа што ни вели Библијата And за this здравјето. man was astonished
to see what the Bible is saying about health. И овој човек овде од телевизијата беше чудоневиден за тоа што се ни кажува Библијата во врска со Now здравјето. look what type of work he is doing. Еве како вид на работа. This is one of the cities in Italy, Ова е еден од градовите во Италија. and here together with his mother, И овде заедно со својата мајка, they are going and working on the streets. работат по улиците на And градот. what they have there, they have materials Овде имаат материјали which contain the health message. кои што ја содржат здравствената вест, And in the same time, they have materials that contain spiritual message а исто така во исто време имаат и материјали со духовна порака, that is connected with the events that are happening today in the world. поврзани со денешните настани во светот. And the people are coming and take these materials. Луѓето доаѓаат, зимаат од материјалите. Maybe you see, but the mother is very young. Може да забележите дека неговата мајка е доста When I млада. met them for the first time, Кога првпат се сретнав со неа, as we were staying at the table, додека бевме на маса, and I said, but what about your sister? го запрашав, како е со твојата сестра? And he looked at me and said, she is not my sister. Тој ме погледна и ми рече, таа не е моја сестра. She is my mother. Тоа е ми е мајка. And that lady, she is having almost 45 years old. Ова дама што ја видовме на сликата, неговата мајка има скоро 45 But she години. is so involved in this medical missionary work. Меѓутоа толку е, вклучена во ова здравствено And they are мисионско helping дело a lot of people. и помагаат на многу I луѓе. don't know that, I don't know if you have seen that in the world there is a lot of, how can I say, a lot of people are calling for climate protection of the environment. Значи, можеби сте забележале дека има многу движења низ светот и многу луѓе повикуваат на заштита на климата This is Milano City, и на околината. Ова е and Милано I want to show you how these young men, и би сакал да ви покажам како овој млад together човек with other young people, заедно со многу други млади луѓе are bringing the message to thousands and thousands of people. им ја пренесуваат веста до илјадници и илјадници This луѓе. is Milano. People are crying to the protection of climate, Ова е Милано, ова се протести во врска со климата and together they are asking for, let's say, pushing the Sunday as a free day. и заедно како движење едноставно вршат притисок да неделата стане ден за одмор. And they have decided to bring every occasion possible И овие наши одлучиле да секоја можност ја искористат to bring materials to the people right there. да им да споделат материјали со нив. My friends, Пријатели мои, what I'm trying to say to you, што се обидувам да ви кажам? what I'm trying to say to you is this. Тоа е ова. God is able to transform your life in such a way Господ е во можност да го преобрази вашиот живот на таков that начин, like this young man that used to be a rugby player, you can be a missionary, a servant of God. да станете и вие мисионери и Божји слуги налик на овој млад рагбист. Maybe I will have the possibility to share something with you about my own experience. Можеби ќе имам можност да споделам нешто во врска од моите When лични I am искуства, thinking from where God took me, кога ќе си помислам од каде ме зеде Господ. and each one of us, we have an experience like this. А и сите ние имаме такви слични God искуства. wants to work through you. Господ сака да работи преку вас. And right now, when we are going to help the people that are sick and suffering, И сега, кога треба да одиме да им помогнеме на луѓето кои што се болни и we страдаат, need to go and work from the spring of the waters. треба да одиме кај самиот извор на водата. We need to ask ourselves why in the world the people are suffering. Треба да се запрашаме зошто воопшто луѓето во светот страдаат. We are not dealing with the effects of disease so much. Значи не треба да се занимаваме толку со последиците на болеста. We need to go there at the spring, at the source of these diseases and death. Туку треба да одиме кај изворот, кај самата причина на болестите и смртта. That is our work. Тоа е нашето дело. Listen what the spirit of prophecy is saying. Послушајте што вели духот на пророштвото.
The only help, the only hope of better things Единствената надеж за подобри нешта is in the education of the people in right principles. е во едуцирањето на луѓето во прифаќајќи правилни принципи. Let the doctors teach the people Нека докторите ги поучуваат луѓето that the restorative power is not in drugs, medicine, but дека in nature. обновувачката сила не се наоѓа во лекарствата, туку во природата. There is a famous documentary in the world. Постои еден многу познат документарец You can find it on во internet. светот кој што може да го It најдете is на called интернет. like this: fat, sick, and almost dead, And nearly dead, yes. and nearly dead. Yeah, we presented here. You present, you know this. Го знаеме документарецот дебел, болен и скоро мртов. Се сеќавате со човекот кој што пиеше сокови, And австралијанец. that man came to a right conclusion. И овој човек од видеото дошол до правилен заклучок. He said, when I was a little child, Тој вели, кога бев мал, and sometimes I was falling, и понекогаш знаев да паднам, and I was having blood here, wounds on my knees, и ќе се повредев по колената, how my wounds were healed. како на кој начин се исцелуваа моите рани? How? Како? And then he said, I have done always two things. И тој вели во видеото, секогаш правев две If нешта. I have a wound here and it's bleeding, Ако имам рана на коленото и ми First- крвари, first of all, I have to cover in a way that I protect it not to fall again. како прво треба некако да ја покрием, да ја заштитам, за да не се случи пак да паднам врз истата, And then I'm во истото waiting. место. Then I'm waiting. И потоа чекам. And do you remember И дали се сеќавате што кажа? that those wounds from childhood, Дека тие такви рани од детството, the body is having the property to heal himself. значи самото тело има начин како да ги исцели. And he said, И тој вели, if the body has the property to heal outside, ако телото може однадвор да се исцели самото, why the body is not having the property to be healed inside? тогаш зошто да не може да се исцели од внатре? And he said, I need to change something in my life. И вели, морам нешто да сменам во својот живот. And for 60 days, И 60 дена, he said, тој вели, I'm only to drink juice. 60 дена беше само на сокови. When he came back to Australia, И кога се враќа назад во Австралија, the people were not able to recognize him. луѓето едноставно не можеле да го препознаат. My friends, Пријатели мои, all these advices are coming from the Bible. сите овакви совети доаѓаат од But Библија. look what the prophet is saying. Но погледнете што вели пророкот. She is saying, in case of sickness, Во случај на болест, the cause should be found. What is the cause of that sickness? значи во случај на болест треба да се пронајде причината на болест. Go to the spring of that disease. Појдете кај изворот на таа Go болест. to the source of that disease. Појдете од таму од каде што Don't, потекнува болест. don't deal with the effects. Немојте да се занимавате со Go to the последиците. cause. What is the cause of that problem? Туку појдете кај причината. Која е причината на проблемот? Now, after we found the cause, Откако ќе го пронајдеме she проблемот, say unhealthful conditions should be changed. тогаш вели дека нездравите состојби треба да се променат, Wrong habits has to be corrected. треба да се поправат погрешните навики And then you have to assist the nature, the body, и потоа треба да му помогнете на телото, на самата in the природа, effort of expelling the impurities во неговиот напор да ги исфрли нечистотиите and to re-establish right conditions in the system. и повторно да ги воспостави оние правилни состојби на системот. So if somebody is sick, Значи, ако некој е болен, every type of disease, било каков тип на болест, first of all, what is the cause? прво треба да се пронајде причината за болест. And we will speak a little bit about these causes. И ќе зборуваме малку и за What is ова. the cause? What is the spring of the waters? Која е причината? Кој е изворот на водите? And when we are doing this, И кога ќе го направиме ова, let's say that we have problems with bad eating habits.
Да речеме дека имаме проблем со лоши навики на јадење. or we are working too much, Или пак можеби премногу работиме. or we are not resting enough. Или пак можеби немаме доволно одмор. First thing that we need to do, Прво нешто што треба да we направиме need to correct these wrong habits. треба да ги поправиме тие наши лоши навики. Do it in the right way, Значи треба да ги правиме нештата на but this is вистински not начин. sufficient. Меѓутоа тоа не е доволно. Then we need to do a second thing. Потоа, значи треба да направиме уште нешто. Because of the abuse of these bad habits, Заради the abuse, like partaking of these bad habits, не ми текнува зборот. Заради злоупотребата на од тие навики you од нашето have тело, you have inside of your body a lot of impurities, if you can Значи, say во- garbage. внатре во телото се насобрале многу нечистоти, ѓубре може да кажеме. And now she is saying you need to help the body И сега таа ни вели дека треба да му помогнеме на телото to take out all those impurities out from the body. да ги изфрли надвор од телото сите тие нечистоти. How? Како, на кој начин? Do you know that our human body has some special organs that they are dealing with the impurities on the body? Дали знаеме секако дека нашето тело има некои органи кои што посебно се занимаваат со ова, со изфрлање на нечистотиите. Do you know this? Го знаеме ова, нели? And you need to help those organs Значи треба да им помогнеме на тие органи to take out the impurities. да ги изфрлат нечистотии. Let me ask you in a practical way. Да ве запрашаме на Do you know практичен that начин. our body Дали знаете дека нашето тело is the temple of the Holy Spirit? е Yes? храм на Светиот Дух? Now let me ask you right now. Е сега да ве прашам. How do you keep this physical temple clean? Како, на кој начин овој храм го одржувате чист, физички, во физички смисол? How? Како, на кој начин? We take a bath. This temple, I'm speaking about this You mean building the- of the the church. building, okay. Yes, the building of the church. Добро, на кој начин го одржуваме зградата, црквата Some чиста? people they are saying so we need to sweep the floor. Некои велат, нели, дека треба да се забрише We need to wash подот. everything. Треба се да се измие. And I will say to you like this. А јас ќе ви кажам вака. I will give you the washing instrument. Ќе ви дадам, нели, жогер и се I што е will give you потребно. all the solutions for cleaning, Ќе ви дадам се што е потребно за чистење. but please give me only the front door open. Меѓутоа ќе ви кажам, но само оставете ми ја предната врата отворена. And you do your sweeping, А вие джогирате. but I will go with my feet, I will go into the mud and then I am coming into the church. А јас ќе стапнам таму во калта и повторно ќе влезам во црква. This temple is not going to be clean. Тогаш храмот на тој начин нема да се If очисти. you want to be clean, Ако сакате да бидете чисти, stop all the entrances of dirt and dust and garbage inside. значи затворете ги сите влезови на сето ѓубри и нечистотија кои што може да влезе внатре. And then secondly, И потоа како второ нешто, sweep the floor. тогаш изчистете го. Wash the полот. floor. Очистете се. Clean the windows. Изчистете ги And it's прозорците. going to be clean. И тогаш ќе биде се чисто. Now from physical aspect of the temple, Од физички аспект на храмот, go to the spiritual. тогаш појдете кон духовниот аспект. This is the temple. Ова, нашето тело е храм. Do you want to be healthy? Дали сакате да бидете здрави? God is saying, go to the source. Господ не повикува да одиме на изворот, Go to the cause of the problems. кон причината на проблемот. Let me ask you right now. Да ве прашам, Do you know how sickness and death came into the world? знаеме ли како болеста и смртта дојдоа на овој свет? Do you remember? Се сеќаваме ли? How sickness and death came into the world? Како How? дојдоа болестите и смртта во овој свет? Help me. How? By what? Трусин. Through sin, my brother is saying. Disobedience. Значи Yes? преку грел. All right. But let's Непослушноста. be a little bit more practical. More practical. Меѓутоа да бидеме уште попрактични, When you say sin, this is a general thing. кога велиме грев, нели тоа е општо But кажано. let's go a little bit deeper. Меѓутоа да навлеземе малку подлабоко. What type of sin? Каков вид на грев?
The problem with the appetite. Somebody Проблемот saying. со апетитот. Yes? Да. Now, the reason of sickness and death in the world, Е сега, причината за болестите и it is смртта во because, now светот. listen very carefully. Внимавајте, Listen. внимавајте. It is because prior to the fall of man, Е заради тоа што пред падот на човекот во грев, God said, Господ рекол: these are the things that you can eat, ова се нештата кои што можеш да ги јадеш, and this is the thing that you should not eat. а ова е едно нешто кое што не треба да го јадеш. And this was God's word prior to the fall of man. А ова беше Божје слово дадено на човекот пред тој да падне во грев. Because Adam and Eve Но бидејќи Адам и Ева start eating from the things God said, don't eat, почнаа да јадат од она нешто за кое што Господ им рече да не ја јадат, we have diabetes, имаме диабетис, we have cancer, имаме рак, we have heart disease, имаме срцеви we болести, have all these diseases. ги имаме сите овие болести. Maybe you don't believe, И можеби не ми верувате, but the people are digging the grave with the teeth, with the mouth. меѓутоа буквално луѓето како да си ги копаат своите гробови со своите заби. Do you understand what I'm saying? Дали ме разбирате што сакам да кажам? Now, if the people are sick, Е сега ако луѓето се болни, who is going to teach the people the right principle of eating? кој е тој кој што ќе ги поучи луѓето на правилните принципи како да се јади и што треба да се јади? Where are the sisters in the church in Skopje that are going to start some cooking classes for the people? Каде се сестрите од црквата во Скопје кои што би започнале некои часови по готвење? And after we are presenting them the principles of health, we give them some practical things to eat, to taste. Откако ќе им ги презентираме, значи, здравствените принципи, тогаш практично им даваме нешто да вкусат. Do you understand what I'm trying Дали to ме say? разбирате што сакам да We have to ви кажам? identify the cause, the root of these problems. Мораме да ги најдеме проблемите на мислам причините за проблемот. Disease never comes without a cause. Болестите никогаш не доаѓаат без причина. The way is prepared Подготвен е пат and disease invited и се повикуваат болестите by disregarding the laws of health. со тоа што се кршат здравствените закони. And then she says again, Потоа повторно вели: the first thing that needs to be done првото нешто што треба да биде сторено, is to find the cause of that sickness. треба да се најде причината за болеста, And then you need to remove the cause of that sickness. потоа треба да се отстрани причината за болеста. Now, let me ask you this. Да ве запрашам сега. There are people which are having heart diseases. Има луѓе кои што имаат срцеви болести And the doctor is saying to them, и докторот им вели: you can eat whatever you want to eat. можете да си јадете што сакате, There is no need to take away the causes of your problem. нема причина да ги отстранувате причините за You вашиот just проблем. need to take this pill. И се што треба да направите е да го испиете ова апче, ова таблета. If you take this pill, Ако ја испиете ова таблета, it's going to be all right with your heart се ќе blood биде pressure. во ред со вашиот крвен притисок. Is this thing true? Дали е ова вистинито? There is no truth. This is a big lie. Ова е една голема лага. And she is saying, do not endeavor to adjust the difficulties. Don't try to put away the Значи, sickness таа вели, немојте да се обидувате да го ја оттргнете болеста by adding a burden of poisonous со medicines. тоа што ќе додадете уште и отрови преку медикаментите. So if you don't remove the cause of the problem, Значи, ако не отстраните причината за проблемот, but you just continue, а само you продолжувате, just continue with the same habits in your life, продолжувате со истите ваши животни навики, and then you go to the doctor for a full hand of и medicines, ќе појдете кај доктор и ќе ви препише полна рака таблети, you are not dealing with the spring of the problem. тогаш вие не се занимавате со причината на You проблемот, are just dealing with the effects of the problem. туку само со последиците. And the people, they don't know this. А луѓето не го знаат ова нешто.
Who will teach them, my friends? Кој ќе ги научи? Who is going to help the people in this condition? Кој ќе им помогне на луѓето во една ваква состојба? We have to do it. Ние треба тоа да го This is сториме. the work of every member of the church. Ова е работа која што треба да ја врши But секој член на црква. unfortunately, Но за жал, the children of God, they have the same sickness as the people in the world. меѓутоа и среде Божиот народ се среќаваат истите болести како и надвор во светот. Why? Зошто е тоа така? With all the light that God has given to us, Со сета светлина што Господ ни ја дал, why we have in our lives the diseases of the Egyptians? зошто во нашите животи се соочуваме со истите болести како и египтјаните? Why? Зошто? Now, We have the same habits. we have the same habits. This is one of the problems. Да, еден од проблемите е ги имаме истите навики. Because we don't understand the plan of God. Затоа што не го разбираме Божиот план. Now, I want to underline another point and then we are going to have a break. Сега сакам да подвлечам уште едно нешто, па потоа ќе имаме пауза. Now, do you know that you can have good habits of eating? Дали знаете дека можете да имате и добри навики на јадење? You can have good habits in working, Може да имате добри навики на работење, sleeping, на спиење, but in the same time you can have cancer. а во исто време може да имате рак. How? Како тоа? My father-in-law Мојот is a pastor of the Seventh-day Adventist си имам Church. проблем со овие називи така. Дедо. All right. So the father of my wife. Yes, of course. All right. But I have the So problem he's with a this pastor opinion. of the Seventh-day Adventist Church in Republic of Moldova. Тој е пастор во Адвентистичка црква во Молдавија. He served the church for almost 30 years so far. Значи, веќе 30 години е во служба. Health message, Здравствената вест, good habits on eating. добри навики на јадење. But then, Но потоа, when he went once at the hospital, кога еднаш отишел во болница, he discovered a tumor in one of his kidneys. открил тумор на еден од своите бубрези. The tumor was so big Туморот бил толку голем, that the doctor said it is impossible to operate. што докторот му кажал дека не е можна оперативен запад. Like to save the kidney. Like to save the kidney. За да, There is no possibility to save the kidney. значи нема шанси да се спаси бубрегот во случајов. And then the question was why. И потоа прашањето се поставило зошто. He gave the answer. Тој го дал одговорот. He said it is because И of the рекол, state of mind here. тој самиот си го дал одговорот и рекол заради состојбата на умот. Do you know that the Bible is saying that the way that we are thinking, Дали what знаете we дека- have in our mind, Дали знаете дека Библијата вели дека начинот на кој што размислуваме is affecting our body? има влијание врз нашите тела. Do you know this? Го знаеме ли Do you ова? know that the depression, Дали знаеме дека do депресијата, you know that this, how can I say, these problems that we are keeping them in our minds, овие проблеми кои што ги задржуваме во нашите умови, they can kill you. можат да не убијат. This is the reason why we said that in this sick society, Тоа е причината зашто велиме дека во ова болно општество we have to be like salt. We need to bring peace to the people. мораме да бидеме како сол, мораме да им понудиме мир на луѓето, Encouragement to the people. да ги охрабриме. Because if the people, they don't understand the connection between the mind and the body, Бидејќи ако луѓето не ја согледаат таа поврзаност на умот и телото, they will suffer. тие ќе страдаат. Let's read some Bible verses. Да прочитаме неколку библиски стихови. Proverbs chapter 17. Пословици 17 поглавје. Have a little bit patience with me, Уште малку бидете трпеливи, then we'll have a break. а потоа ќе имаме и пауза. Proverbs chapter 17, Пословици 17 and глава. let's read verse 22. 17 глава Пословици 22 стих. Listen what is being said here. Видите што вели овде Библијата. Please, my friend. Веселото срце е одличен лек, а невеселиот дух ги суши коските. So if you have
an optimist spirit, Значи, ако сте оптимист, if you have a good heart, like trust in the Lord, ако имате доверба во Господа, this is a good medicine. тоа е еден добар лек. But if you have a spirit like the state of your mind is only stress, problems, what shall I do? Меѓутоа, ако сте од типот на луѓе стрес, проблеми и си велите што да сторам, The што да Bible is направам, saying that is destroying your bones. Библијата вели дека тоа ги уништува вашите коски, ги суши. Do you see here the connection between the body and the mind? Дали ја гледаме овде врската меѓу умот и телото? Remember about Jesus Christ. Сетете се на Исуса. Do you know that when Jesus Christ was in the Garden of Gethsemane, Дали знаете дека додека тој се наоѓаше во Гециманија, because of the condition of his mind, what was happening here in the mind, заради состојбата на неговиот ум, the Bible said that from the pores of the skin came blood outside. од порите на кожата капела крв. Do you remember? Се сеќавате, нели? Naturally, it needs to come sweat outside. Природно, нели, треба да се потиме, вода да излегува. But right now was coming blood outside because the body was filling with the mind. Меѓутоа, во случајот на Исуса се појавиле капки крв затоа што телото сочувствувало со умот. Таа врска на. When they took that spear Значи, кога го проболе со and they wound копјето, Jesus, the Bible is saying that from the hole came two springs, one of blood and one of water. Библијата ни вели дека од местото кај што бил прободен течеле вода и крв. Some specialists have been questioned about this experience. Is this happening? Can be possible in the human body? Некои специјалисти биле запрашени дали е возможно вакво нешто да се случи со And they човек. say yes. А тие рекле да. But that situation is showing a very big distress, like a very stressful condition. Но една таква состојба покажува една многу стресна состојба. The body is influenced by the state of your mind. Значи, телото е под влијание на состојбата на вашиот ум. Now, do you know that envy, a spirit of unforgiveness, can destroy? Дали знаете Your дека за гнев, значи дух на неопростување може да го уништи вашето здравје? Let me say to you, Да ви кажам нешто. I have spoken with people Сум разговарал со луѓе that were sick, кои што се болни and I asked them, first of all, what is the cause of the suffering? и ги прашував најнапред која е причината за And you страдање. have to go back when that disease manifested first И time. мора да се вратите наназад кога за прв пат се појавила таа And болест. you check the wrong habits. И ќе ги согледате сите погрешни навики. No wrong habits. Нема никакви погрешни навики. But then I have a question. А потоа ги запрашував. Are you in a fight with somebody? Дали сте можеби во вскарани со некого, да. And then the head is like, И тие потврдо Yes. одговараат. and then the answer is, I am in a fight with my children. Одговорот е, скаран сум со своите деца, I am in a fight with my mother, со мојата мајка, with my father, со таткото. and I am not able to forgive them. И не можам да им простам. Не сум во состојба. And maybe you find hard to believe. И можеби ви е тешко да поверувате But this вакво is нешто. one of the reasons why the people are suffering even today. Но ова е една од причините зошто луѓето дури и денес страдаат. My mother Мојата мајка is taking care of some sick people. се грижи за некои болни луѓе And she was telling me an experience that almost like I said, I need to sit down not to fall. и сподели со мене едно искуство од кое што буквално ќе паднев, затоа морав да She седнам. was working as to a business lady, Работеше со една бизнисменка and this business lady had a mother that was paralyzed, која што имаше своја мајка парализирана. like something like dementia, like she was not able to move nothing, you know. Нешто како
последици на деменција, значи едноставно не можеше ништо And my да... mother all the time, she went to her home, like changing the clothes, everything, wash her, everything. Мојата мајка ќе се погрижеше, одеше секој ден во низиниот дом и се грижеше за се. And in one day, И еден ден, when she came to nurse this sick lady, кога дојде исто во низиниот дом да се погрижи за неа, she found something. пронајде нешто. She was beaten. Beaten. Ши. The mother was окей. beaten. Значи, оваа жена беше натепана. And you could see signs because somebody hit her. И можеа да се видат модринки дека е натепана. Not only this, Но не само тоа. because she was not able to go to the toilet. Бидејќи не можеше ниту до тоалет да отиде, All the time she was wearing a pampers. цело време беше со памперси. And maybe you think that this is not possible. И можеби ќе си помисли дека ова не е можно, But the daughter меѓутоа ќерката нејзина took the pampers full with, you understand. ќе го земеше памперсот полн со, знаете што, And because of the stress, и заради стресот took the pampers and put it on the face of the mother. ќе го земеше памперсот ќе го ставеше на лице. Because she was not able to suffer the condition of the mother. Затоа што не можеше да ги поднесе ја поднесе состојбата на незината мајка. 1 week later, Една недела подоцна the mother died. мајката почина. And this daughter, she was not able to stop from crying. А оваа ќерка нејзина не можеше да престане да плаче. You know why? Знаете ли зошто? Because right now the Holy Spirit came to her. Затоа што сега почнал да делува Светиот And Дух. my mother went to her and said, Мојата мајка отиде до неа и рече: why you have done this? "Зошто го стори тоа?" And then she break in tears. И таа почна да плаче. And then she had to pray together Потоа мора заедно да се молат and say to her that God is able to forgive her even in this situation. и беше потребно да й се каже дека Господ дури и во една ваква ситуација But this- може да прости. This lady was not able to go further Меѓутоа, оваа млада дама не можеше понатаму да because she was тргне. looking again and again in the back. Затоа што повторно и повторно се свртуваше и гледаше на Some of минатото. the people in the world, some of the people in the world, некои луѓе од светот, and some of the people even in the church, а дури и луѓе од црквата, they have problems like this. имаат ваков вид на проблеми. They cannot go into the future. Не можат да тргнат во иднината. It's just like you try to drive a car. Тоа е исто како да се обидувате да возите кола, You need to go автомобил, forward, и сакате да појдете напред, but you're looking always in the back. It's impossible. меѓутоа секогаш гледате наназад. Не е возможно да одите People are напред. not able to forgive themselves. Луѓето не се во состојба самите на себе да си People простат. are not able to forgive the wife, the husband, the mother, the father, the sister. Или пак не можат да му простат на мажот, на жената, на братот, на And сестрата. because of this burden of the mind, И заради таквата состојба, тој товар во умот што го имаат, they don't need physical medicines. ним не им се потребни никакви физички медикаменти. They need the grace of Christ. Туку им е потребна Божјата благодат. They need encouragement. Потребно им е They охрабрување. need somebody to say that God is able to forgive them sins. Потребен им е некој кој што ќе им каже дека Господ може да им ги прости Look гревови. what the Bible is saying in Proverbs chapter 14, verse 30. Да видиме што ни вели Библијата во 14-тото поглавје на Пословици, 13 стих. Пословици 14:13. И во смеата срцето чувствува болка, а после веселбата доаѓа тага. Envy. Excuse me? I don't know what is the word in Macedonian. Envy. Like when you have an envious spirit. Завист. 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 Do you see? When you have zavist in your heart, Значи, дали гледаме, кога имате завист во срцето, is destroying you inside. внатре ве јаде. Zavist. He has a beautiful car. Тој има прекрасна He has. автомобил. He is the elder of the church. Why not me? Он е старешина на црквата, а јас не сум, зошто јас? Any type of envy.
И било каков вид на завист is destroying you. ве уништува. Do you understand what I'm saying? Дали ме разбирате што The се problem here in the mind is affecting the body. Проблемот што го имате во умот делува на вашето тело. Let's go to the book of Psalms 32. Psalms 32. 33 псалм. Look what the Bible is saying. David is describing the condition as he was not confessing his sins to the Lord. Што ни вели овде Библијата? Давид ја опишува состојбата додека не го признавал гревот. He was having a sin in his life and he was not willing to confess, to repent from that sin. Имал грев, меѓутоа не сакал да го признае гревот. Look what the Bible is saying. Еве да From verse видиме 1 што to вели verse Библијата. 5. Please. Псалм 32, 32. verse 1 to verse 5. 32 псалм од Listen 1 carefully. до 5. Блажен е оној, чие беззаконие е простено и чии гревови се покриени. Блажен е човекот кому Господ не му го припишува гревот и во чиј дух нема измама. Кога молчев, моите коски се исушија од моето овкање преку целиот ден. Дење и ноќе, твојата рака тежеше врз мене. Мојата животна влага се претвори во летен припек. Тогаш, Verse 5. и 5 стих, тогаш го признав својот грев пред тебе и својата вина веќе не ја криев. Реков, ќе му го признам на Господа својот престап и ти ми ја прости вината на мојот грев. Do you see what David is saying here? Дали гледаме што вели овде Давид? He said, I feel like I'm drying because I'm not confessing my sins to the Lord. Тој вели се чувствував како да се сушам затоа што не го признавав гревот. This sin that I'm not confessing is killing me inside. Гревот кој што не му го признавав на Господа ме уништува внатрешно. And there are people who are sick because of this. И постојат луѓе кои што се болни заради ваква Some состојба. of them, they are too proud to go and say, please forgive me. Некои од нив се премногу горди да појдат кај Господи да му кажат Some of the прости ми. children, they see a barrier, a daughter with the father, with the mother, they say they cannot speak together. Децата некои од децата гледаат препреки меѓу син, мислам брат, сестра, And they are sick. не можат да си простат и затоа се болни. We have parents here in the audience. Имаме овде нели во публиката. Tell me, do you Родители, suffer here when your child is not all right? дали страдате овде ако не е нешто во ред со вашето дете? Do you suffer here when your child is not all right? Дали страдате во How таква една much? ситуација? Колку? And if that child, И ако тоа дете, or let's say the husband, или да речеме мажот, the wife, жената, they don't want to repent, ако не сакат да се покајат, do you know that they can contribute with their behavior to your death? дали знаете дека тие како такви можат да придонесат за вашата смрт? Do you understand this? Дали ме разбирате? Your behavior as a husband Вашето однесување како маж can kill your wife може да ја уништи вашата жена, because you don't speak as you should speak, затоа што не се обраќате и не зборувате because како you are што not треба, able to forgive. затоа што не сте во состојба да простите. You bring suffering here. Затоа страдате овде во I умот. want to close with this quotation. Би сакал да завршиме со овој цитат. Listen what the spirit of prophecy is saying. Погледнете што вели овде духот на My пророштво. friends, we need to have trust in the Lord. Драги пријатели, треба да му веруваме на Господа. We need to allow the Holy Spirit to work here in the mind Треба да му дозволиме да Духот Свети да работи овде во умот and give the problems to the Lord. и да му ги оставиме проблемите на Господа. He's saying the relation that exists between the mind and the body is very intimate. Таа вели дека врската што постои помеѓу умот и телото е многу тесна. When one is affected, Кога едното е погодено, значи умот, да the речеме, others organs are sympathizing. тогаш другите органи сочувствуваат. The condition of the mind Состојбата на умот affects the health to a far greater degree than many realize. Состојбата на умот има влијание врз здравјето
во многу поголем степен отколку што некои сваќаат. Many of the disease. Многу од болестите. How many disease? Колку од болестите? Many disease. Многу од болестите. Many of the disease from which men suffer are the result of mental depression. Многу од болестите од кои што луѓето страдаат се како резултат на ментална депресија. Now look here. Many die. Many people die Мнозина умираат from disease, од болести, the cause of which is wholly imaginary. мнозина умираат од причини кои што всушност се имагинарни, не постојат. Do you understand? Дали го разбираме ова? They have a problem in the mind that is only imagination. Имаат проблем во својот ум кој што е само имагинација, измислен. And they die. И умираат заради. Like those parents Како да речеме оние who want to protect the children. родители кои што сакаат да ги заштитат своите деца, It's like they want to put it on a globe like this, the children. како да сакаат да ги стават под стаклено звоно, нели, како Don't што touch велиме. this. Don't open the window. Don't. Немој да допреш ова, немој да го отвориш And the прозорецот, немој things ништо. that they are fearing, И децата ќе these are the things that are coming. значи од она што всушност се плашат, тоа и ќе им дојде. Courage, Храброст, hope, надеж, faith, вера, sympathy, сочувство, love, љубов, promote health and prolong life. промовираат здравје и го продолжуваат животот. In the treatment of the sick people, Во третманот на болните, we need to consider the influence of the mind. значи при третманот на болните мора да го имаме на ум делувањето на умот. My brothers and my sisters, Драги браќа и сестри, as we go to heal the waters, кога ќе појдеме да ги исцелиме водите, go to the spring. мора да појдеме кај нивниот извор. Treat the cause of the problem. Мораме да се занимаваме со причините на проблемот. Maybe you have a neighbor that is sick. Може би имате некој комшија кој што е Maybe you болен. have somebody in the family that is sick. Може би некој од семејството кој што е болен. Ask yourself, Запрашајте се, what is the cause of that problem? која е причината за тој проблем? And with my behavior, И дали со моето однесување, можеби, I'm helping my brother, my sister, my mother, my father. му помагам на братот, на сестрата, на No, it's мајката, на very таткото. difficult to take care of a sick man. Не е едноставно, тешко е да се грижиш за болен човек. What they feel from you? Love, Дали тие чувствуваат љубов од ваша страна, encouragement, охрабрување, compassion, сочувство, or is just like a burden for you? или пак тоа е само товар за вас. It was a young man from Africa, Беше еден млад човек од Африка and he wanted to run away from home. и сакаше да побегне од дома. And he came one to his mother and he said, "Mother, I don't want to stay anymore here. I want to go to make a future." Еднаш и кажа на својата мајка, не можам да останам веќе дома, ќе појдам и ќе сакам да си направам да си изградам The иднина. mother said, "All right, Мајката му рекла, да, добро, во ред, please, меѓутоа ќе те замолам. please, let me an address. Give me an address where I can find you. Значи, ќе те замолам да ми ја дадеш адресата каде би можела да те Give me a најдам. phone number where I can call Или you. телефонски број, за да можам да те I want помогнам. to know what is happening with you." Би сакала да знам што се случува со тебе. And this young man let some details И овој млад човек ја оставил некои детали and went far away. и заминал далеку. He changed his haircut, changed Ја his haircut, променил фризурата, make some tattoos on him, се изтетовирал, took his clothes, other clothes, значи променил стил на облекување And in one day, и еден ден the mother said, "I want to see my son." мајката си рекла, сакам да се видам со својот син. She was missing him. И недостасувал. And she prepared the special food, Подготвила посебна храна and with some 2 bags like this, и со 2 торби she went to that address отишла на адресата која што to ја see имала, the son. да се види со својот син. And as she went there inside, it was a hotel.
It was what? A hotel. Хотел. Кога влегла внатре во собата, значи станува збор She за went at the хотелска соба, She went at the reception there отишла до and рецепцијата said, I am looking for this young man. и рекла го барам овој млад човек. His name was Joe. Joe, his name was Joe. Неговото име беше као Joel. And the lady from the reception said, there is nobody with this name Joe in this hotel. Жената од рецепцијата ја одговорила дека не постои таква личност со вакво име во The хотелот. mother said, no, this is impossible. А мајката рекла, тоа е невозможно. My son is here. Мојот син мора да е He овде. gave me this address. I have to see him. Ми ја даде ова адреса, морам да се видам со него. Dear lady, is nobody here with this name. Драга Господјо, не постои таков човек со вакво име. And then the mother took a photo. Потоа мајката извадила Say, фотографија maybe you have seen this young man. и се обратила и рекла, може би сте го видели Please, овој млад човек. please. Ве молам. And she looked at the picture. Рецепционерката погледнала. Is somebody that is assembling with your picture, but it is not the same. Постои еден кој што наликува на ликот од сликата, меѓутоа не е тој. And she called Joe. И таа го повикала. And right now, when Joe came in front of the mother, И кога тој дошол пред својата мајка, another color of the hair, со друга боја на косата, tattoos on him, тетоважи на секаде. you know, his blue jeans were ripped, you know, like dogs Знаете, eating the pants. оние искинати фармерки како куче да го кинело. But what do you think the mother was able to recognize the son? What do you think? Меѓутоа, што мислите, дали мајката била во состојба да го препознае својот син? Was able mother to recognize the Дали son? мајката била во состојба да го препознае? She was able. Yes. And now Секако. with the two bags with food, И сега со оние две торби полни со храна, she went to embrace the son. пошла да го прегрне. But the mother had a problem. Меѓутоа, мајката имала проблем. She was having problem with one leg. Имала проблем со една од нозете. And she came she came in front of her son. Значи, одела вака, And then својот she син. put the food down ги оставила торбите and долу embraced her son. и го прегрнала. And he said, Joe, И му рекла, I am Джо, very happy to see you. многу сум среќна I што те miss гледам. you, Joe. Ми недостасуваш. And then this young man И овој млад човек тогаш put the hand between him and his mother ја поставил раката меѓу него и мајка си and in front of the other people. и пред сите луѓе He said, и рекол, who are you, lady? која си ти? I don't know you. Не те познавам. Go from here. Оди си од тука. I don't know you. Не те познавам. And then the mother started crying. Потоа мајката почнала The да плаче. son was going backwards. Синот се пошел наназад, And the mother was trying to reach back to him. а мајката се обидувала да дојде до него. Joe, I'm thy mother, Joe. Джоел, јас сум твојата мајка, и плачела. Just say, I don't know you. Не те познавам, The ја. lady from the reception said, Дамата од рецепцијата I рекла, told you he is not him. ти реков дека Please. тој не е тој што ти го бараш. Please go. Те молам, замини си. And then the mother said, А мајката рекла, that is my son Joe. тоа е мојот син Джоел. But he's not assembling, he's not the same. Меѓутоа не е истиот. He is my son. Не, тоа е мојот син, вели Go to таа. him and ask him to give his shirt off. She asked the, She asked, if you can ask him to give his shirt off. Ако можеш да го замолиш да ја Yes, take the to take the shirt of this young man, Joe, to take the shirt off. Добро, да ја соблече кошулата. And you will see here in the back a black spot. Тогаш ќе видите една црна бемка позади на грбот. This is a sign from birth. This is my son. Тоа е знак од неговото раѓање. Тоа значи дека тоа е мојот син. The people that were there say, please take off your shirt. Луѓето кои што биле таму го замолиле да ја соблече And he мајцата. took his shirt Ја соблекол мајцата and the sign was there. и таму беше таа бемка. And the people are asking, why? А луѓето го прашуваат тогаш зошто вака се But the однесува? young man entered into his room. Меѓутоа младиот човек си заминал во својата соба. The second day, the Следниот next ден, day, следниот ден, when he was coming out from the hotel,
Кога излегувал од хотелот, a car hit him, го удрила кола, broke his legs, му ги скршила нозете and he was staying in the hospital. и бил во болница. And do you know who came in the hospital? И знаете ли кој му дојде во посета? Mother. Неговата мајка, да. And she was there to see her son. Таа отиде таму да се види со My својот син. friends, some of us, we are behaving like Job. Драги пријатели, некои од нас се однесува токму како Џол. Our mothers used to be beautiful. Нашите мајки некојаш беа прекрасни. Right now, they don't have all the teeth. Сега не им се сите заби на број. And sometimes we can behave like we are not feeling comfortable with the people see, the relatives and the members of our family. А некојаш можеби ќе се однесуваме на тој начин што не ни е по кеф да луѓето не видат во близина на членови од нашето I семејство. want to encourage you, my friends. Би сакал да ве охрабрам. If you have somebody, a member of your family, Ако имате некој член од вашето семејство, mother, мајка, father, татко, sister, сестра, son, син, phone them today повикајте ги денеска and say to them, I want to tell you that I love you. и кажете им, би сакал да ви кажам дека ве I want to tell you, сакам. please, I want to thank you for everything that you have done in my life. Би сакал да ти се заблагодарам за сето она што го стори во мојот живот. My friends, I Пријатели wish мои, to hear again the voice of my father, but he би is dead. јас би сакал да го слушнам повторно гласот на мојот татко, меѓутоа тој не е When меѓу my живите. father was calling me, А кога тој на времето Andrew, come and help me. ќе ме повикаше Андреј, дојди и помогни ми. I cannot. Ќе му речев, не можам, I have a basketball game. треба да играм I have to кошарка, do this and this. треба ова, треба она. And right now, А сега he is not anymore. тој не е меѓу живите. And I would love to hear his voice once again. И би сакал повторно да го слушам неговиот глас. May the Lord bless your families. Нека Господ ги благослови вашите семејства. And never forget, И никогаш не заборавајте. now is the time to do something for them. Сега е времето, сега е моментот да направите нешто за нив. Amen. Амин. Let's pray together. Да се помолиме сите заедно. Shall you pray? Dear Heavenly Father, Драги татко наш небесен, we are so thankful, Lord, for the time that we are spending around your word. толку сме радосни за времето што го поминуваме околу Твоето Слово. And we are sick, all of us, Lord, А сите ние сме на некој начин болни. both spiritually and physically. И духовно, и физички. And we need your help. И потребна ни е Твојата помош. You are the God that healed the waters in the past. Ти си оној Господ кој што ги исцели водите во минатото. And you are able to do a miracle even today. И можеш и денес да сториш такво чудо. Lord, I want to pray especially for the sick people from this church. Господи, посебно би сакал да се помолам за болните од оваа црква. There are many people who I don't know, Има мнозина кои што не ги ни познавам. but you may touch them in this Sabbath day. Меѓутоа те молам да ги допреш во овој свет саботен Lord, I ден. want to pray for Mimica. Те молам, Господи, се молам за Мимица, You may give her the peace of mind. да ја дадеш мир во умот, You may give her, Lord, the blessings of the Sabbath. да им ги дадеш саботните благослови And she may feel и да почувствува, your hand, Lord, even today. да ја почувствува и денес Твојата рака. Lord, we want to pray for the mother of brother Yanni. Би сакал да се помолам за мајката од брат Јани. She needs also help. Не и за исто е потребна May помош. you bless her, Lord. Господе, благослови ја. And as we are seeing the pain of these people around us, И додека гледаме како страдаат луѓето околу нас, give us, Lord, a heart дај ни, Господе, срце, that is willing to help the people around us. кое што ќе биде волно да им помогне на луѓето околу нас. Bless all our dear ones which are suffering. Благослови ги сите наши драги кои што страдаат And help us to be united и помогни ни да бидеме единствени, because you come very soon. бидејќи многу скоро ќе ни дојдеш. In Christ Jesus' name we pray. Во Христовото име се помоливме. Amen. Амин.